Добар ден, драги ученици! Да ви се представам, јас сум Блажо Јанев, наставник по географија во основното училиште Свети Кирил Методи, село Давеле, Стромица. Денеска ќе зборуваме за Шведска. Шведска се наоѓа во регионот Северна Европа. Еве го знамето на Шведска, горниот дел, и картата на Северна Европа, каде се одбележени границите на Шведска. Таа има поволна географска положба, се наоѓа, рековме, во регионот Северна Европа, на Скандинавскиот полуостров. Има поволност затоа што преку Балтичкото море, преку теснеците Кагерат и Скагерак е поврзана со Северно море, а оттаму е поврзана со сите делови на Европа и преку Атлантскиот океан е поврзана со другите континенти. Површината изнесува 450.000 км квадратни. Таа е една од поголемите држави во Европа. Трета е во Европската унија. Поголема од неја се само Франција и Шпанија. Но, да кажеме, поголема е таа од Германија, Полска и други држави. Населението изнесува околу 10 милиони жители. Тоа е пописот во 2017 година, од кои 82% се швегени, 18% се друго население. Густината населеност, како што гледате, е доста мал. 21 жител на километар квадратен. Густината не е насекаде равномерна. Во низините јужни делови таа е погуста населена, а во низините северни делови е послабо населена. Зошто? Затоа што во низините северни делови тоа е подрачјето на северно од северниот поларен круг, каде што имаме слаби услови за живот, ниски температури во тој дел, кој зафаќа 15% од територијата на Шведска. Најголеми градови во Шведска се Стокхолм, кој е најголем град и главен град, со 1,3 милиони жители во низиниот потесен круг, а во поширокиот круг тој изнесува 2 милиони жители. Втор по големина е Гетеборг. Тој има 500.000 жители, важен стопански центар во Шведска. Трет по големина е Малме, кој има 260.000 жители и се наоѓа во незиниот јужен дел. Малме е доста важен за Шведска и за тој дел од Европа, за Северна Европа, затоа што преку мостот, Ересунскиот мост, кој е долг 8 км, е поврзана со Копенхаген, односно со Данска, и оттамо се поврзува не само Шведска и другите делови на Северна Европа со другите делови на Европа. Природно-географски карактеристики. Еве е картата на Шведска. Релефот претежно е планински. Превладува скандинавските планини, со највисокиот врв Кебнекајсе, висок 2111 метри. Да кажеме, скандинавските планини се стари грамадни планини. Тие се доста шумовити и богати со руди. Хидрографија. Познати езера, и тоа доста големи, едни од најголемите езера во Европа, се езерата Ветер, Мелер и Венер, кои имат ледничко потекло. Реките се доста брзи.
Нивните корита, речни корита се стрмни и затоа се погодни за хидроенергија. Поголеми реки и позначени во Шведска се Умеа, Ангерман и Торне. Климата е под влијание во низините јужни делови, под влијание на Голската струја, каде имаме благи климатски услови, а во низиниот средишен и северен дел таа е субполарна, затоа што овде рековме над 66 степени и 33 минути, тоа е северниот поларен круг, и рековме 15% од територијата е под тој студен топлински појас. Стопански гранки. Да кажеме, Шведска е една од најразвиените економски држави во Европа. Кои се најразвиени стопански гранки? Рековме преходно дека таа е богата со шуми, што е предуслов за развој на дрвната индустрија, индустријата за хартија и мебел, како што е позната фабриката за мебел од светски рамки IKEA. Рударство, рековме и преходно, кога зборувавме за скандинавските плани, тука превладуват на скандинавски плани рудите и најпознат рудник на железо е рудникот Кируна. Потоа имаме олово, цинк, бакар и други руди. Од другите стопански гранки развиени се електронската индустрија и телекомуникацијските уреди. Позната фирма за електронски уреди е светска познатата Sony Ericsson. Имаме млечна индустрија, познатата фирма Светмилк, автомобилска индустрија и индустрија за товарни возила од светски рамки Volvo и Scania. Еве на сликата ја гледате фабриката на Scania, позната како индустрија за товарни тешки возила. Државно уредување. Шведска е парламентарна демократија и уставна монархија. На чело на државата е кралот Карл Густав 16. Интересно дека Шведска има најмал процент на невработеност, со 7% во Европската Унија. Членка е на Европската Унија од 1995 година. Религија. Од религиите најзастапена е религијата протестанство, односно имаме 73% од населението во Шведска се протестанти и атеисти имаме 25%. Интересно за овој регион, како што се и другите држави, Норвешка, Данска, Финска и Шведска, бројот на атеистите е доста голем. За крајот на ова излагање за Шведска, значи ви предлагам, односно имате домашна задача, истражување. Значи, првото прашање е колку македонци живеат во Шведска. Под тоа прашање ви е линкот на кој ќе ги барате одговорите. Значи, прво прашање, колку македонци живеат во Шведска. Второ прашање е која национална валута е во Шведска и претворете 100 денари во шведска валута. Тоа прашање, односно одговорот, ќе го барате на линкот под него. Ете тоа, драги ученици, наставната содржина шведска. Тоа е проектот е училница. Ќе се видиме во некој следен час и останете дома.